Добро вечер, почитувани, добродојавте во новото издание на магазин со Стомич. Вечер отвараме тема која веќе долго време го вознемирува македонскиот народ, вториот бугарски протокол, уставните измени и салама тактиката која ја разнебитува Македонија парче по парче. Станува збор за политичка, дипломатска и историска стратегија која има една цел – да се избрише македонската држава и национална суштина, но тоа да се направи тивко со наспевка и преку европски речник. Гостин ни е човекот со искуство, интегритет и државничка тежина, амбасадорот Ристо Никовски. Че зборуваме без калкулации, без политички шминки, без цензура. Добро вечер, амбасадор, и добро дојдовте. Добро вечер, добро најдов. Еве, наистина ми беше задоволство и предизвик да ве поканам во вашата емисија, и едната и другата. Веќе сум ваша, бидејќи долго време сработуваме и се појавуваме заедно на медиумскиот простор, дискутираме, како што реков, за суштествените работи за Македонија. Темата ја дефиниравме во рамките на ова што и го кажав претходно. Тоа е тактика, салама тактика, да речам, во која причина го користам, почитувани тој вординг на Никола Димитров, еден од холандската тројка, заедно со Шекеринска и Марушич, кои беа фундаменти да се стори тоа што ни Господ не го сакаше. Бидејќи Господ со својата десница го пиша името Македонија, македонци, преку апостол Павле. Ова е попска телевизија, не само попска, ова е нормална македонска, кај што мораме вас да ве подсетиме. Господинот Никола Димитров, кому не сакам многу да посветам внимание, видов и прочитав дека после се ова и тоа кога го избрка, ќе бидам достоен, нема да се изразам со еден друг сленг, тимот со кого го потпиша предавничкиот документ, новинарска забелешка и народна преспанскиот договор, рече ве чека салама тактика, алудирајќи на Буир Османи, Ковачевски и нивниот стратег Зоран Заев. Но, тоа што нам денеска ни престанува повторно продолжување, кај што застанавме и ќе говориме, е бугарскиот диктат или, како да го рече, анекс договорот на францускиот предлог за и околу македонското прашање и уставните промени. Амбасадоре, еве, вие се очекуваше да помине, да ја објавите таа ваша колумна, што наистина ја во здрав вез ја видов, наречена вториот протокол со Бугарија е нелегален и неважечки. Че ја спомнам господјата Лилјана Поповска, која исто така седеше кај што седите вие, и за мој задоволство и на верувам и ваши на сите се одважи и поднесе предлог за Уставниот суд за уставност и законитост на овој незаконит, нелегален документ кој бил октруиран од страна на Буир Османи, Ковачевски и заедно со Генчева, односно бугарската влада. Поведете. Видите, мислам дека и договорот е неважечки, а камоли протоколот, кој е апсолутно нелегален. Знаете, според договорот, формирана е меѓувладина комисија, кој председава на двата министри за надворешни работи, кој треба, вика, редовно ќе се таа комисија редовно ќе се состанува секоја година. Знаете, да не стои тој термин редовно, ќе се состанува секоја година, тоа може и да се прескочи. Меѓутоа, ако стои редовно, тоа веќе е фиксна обврска. Знаете, ако ние двајца се договориме дека редовно, секоја недела, ќе одиме во кино или во теретана, ако 3 недели поред не одиме, тој договор, значи не важи веќе. Тој е поништен. Разбирате? А таа комисија треба да се среќава, значи, секоја година, редовно, а од 2017 година, која е потпишан договорот на 1 август, што не е случајно, тоа е пак подметнато
кукавичко јајце од бугарска страна, ама нашите аматери тоа не го разбираат. Дали аматери или намерно и зајавта го прифатиш? Не, аматери се, и тоа е намерно, мислам, тие се донесени да го направат тоа, али да прифатиш ти, не мора све да прифатиш. Значи ти пак можеш да капитулираш, али да капитулираш на достоинствен начин. Знаете, по Втората светска војна, кога германските фашисти изгубија војната и кога се повлекуваа од Грција, понижени, победени, уништени, ако сакате, тие секој ден беа избричени, дотерани, мислиш дека одат на бал, дека се победници. Знаете, тоа е достоинствен пораз, а ова е недостоинствен пораз. Значи, тие прифатија недостоинствен пораз, кој е додатна, нели така, срам за нашата земја. И ако таа меѓувладина комисија, која треба да се сеќава редовно секоја година, во последните 7 години се сретнала само 2 пати. Прв пат кога се сретнала, кога беше министер Димитров, кога го спомнавте вие, мислам во релативно позитивна конотација, што не заслужува. И вториот пат во 2022 година, на 17 јули, кога Бујар Османи го потпиша вториот протокол. Првиот протокол кој што е потпишан има замерки, меѓутоа е горе-долу во рамките на мандатот на меѓувладината комисија. Тамо замерка е, например, 5-6 пати се спомнува заедничката историја. Бугарите успеа да ни го подметат во преамбулата на договорот за непријателство заедничката историја. Дел од преамбулата нема вредност, нема значење. Тоа е само рамка, разбирате. Сега таа рамка, која ни ја подметна, изради која ќе подсетам дека претходната власт на Никола Груевски 10 години тој договор го држеше на маса и не го потпишуваше, зашто заедничка историја, чива е таа? Бугарска. Чива е историјата? Бугарска. Што сме ние бугари? Што е Македонија? Втора бугарска држава. Мислам, тоа е експлицитно јасно. Не треба да биде ни имплицитно, ни некој да објаснува. Значи, тамо се прифати, ни го подметна под маса, што се вика, и после тоа, во вториот протокол пак на Османи е 10 пати спомнато заедничката историја, разбирате. И таа веќе станува. Што му одговара на Османи? Му одговара. Молам? На Османи му одговара. Видите, Османи никогаш не беше македонски министр на дворешни работи, он беше албански, косовски и така натака. И не се чувствуваше како македонски. Тоа, како се чувствува, тоа знае. Знаете зашто морам тука на запирка? Тоа го спомнав во една емисија, Тодор Петров беше гостин, повикувачи се на изјавата на сегашниот министер за европска интеграција. Муртезани. Муртезани, така го викам. Поранешен генерален директор на МЕФСО. И тој искача на тој собир, викли, колку албанците допринесоа за европската интеграција. Внимавајте, амбасадоре, колку представува? Тоа дадов една, во втор пат. Наблегувате во друга една тема, која бара многу подлабока анализа, и само тука треба да се додаде дека инсистирање... Тој е македонски министер. Видите, ама тие одат во Тирана и изборуваат како да се албански министри. Токму тоа сакав да го спомнам. Одат, али велам, например, го спомнате да го фати да го држиме дело за интеграцијата европска. Инсистирањето, да не речам ултиматумот на албанците во Македонија, на македонските албанци за членство во Европската унија не е случаен. Тоа е додатен притисок ние како македонци да се откажеме од све наше, од македонизмот. И што значи тоа? Тоа значи го нема Албанија. Така да, тие имаат национален интерес. Јас се враќам на Османи, што го спомнавме. Така? Тој, со подпишувањето на договорот, односно на протоколот, кој е нов договор, де факто, тој де факто исполнува и своја национална агенда. Така, и тој еден ден ќе биде веројатно еден од големите албански државници, разбирате. Дека направил нешто многу. Затоа што работи за албанската кауза, разбирате. Меѓутоа, со него никаде не се објаснува, никаде. Јас сега прв пат кој истражував, видов дека на подпишувањето на тој срамен, предавничи, катастрофален протокол не бил сам тој. Тамо бил и Маричич. И Ковачевски. Не бил Ковачевски. Тамо била Костајчинова, како што е министерката за култура. Да. И тамо Бисера.
Бисера Костајчиновски, че некој презиме има, и тамо бил, и кој бил овој третиот, бил овој што беше транспорт, Штипјанецот. А гранчалникот што беше на Штип, што се мисли. И тој бил. Бочваров. И тамо бил и Бектеши. Бектеши си бил како османи, тој си уживал, се остварува нешто албански интерес. И да се разбереме, како албанец, тој нормално, албанскиот интерес му е важен. Само кога е надвор од нормалата, кога е надвор од на логично национално чувство и навлегува во интересите на државата во која живее и во која е министер, разбирате, тоа е веќе неприфатливо. Иначе, јас сум македонец, кај да ме ставите председател на Америка, јас ќе сум пак македонец. Така. И секојаш македонската димензија ќе ми биде блиска и важна и значајна. Меѓутоа, се дока работаме во интересите на Македонија, велам една хипотеза, како председател на Америка, никој не може да ми замери. Али овие работат често пати надвор од тоа нормално несување и бранат интереси на Албанија, на Косово и така натака, што е неприфатливо. И сега се вратиме на подпишувањето на овој протокол. Знаете, според договорот за непријателство, јас го секој не може да биде договор за пријателство, прво тие што го подпиша. Со непријателски видите, треба да си имбецил, идиот, кретен, мајмун, што сакате. Користам изрази кои се недипломатски, можда и непријатни, ама тие се точно соодветни. Ти да подпишеш пријателство со некој што не призна дека постоиш, дека имаш свој јазик, свој народ, дека си своја историја и така натака. Нормален човек тоа не го прави. Не може ти да подпишеш со некој што дека не постоиш, ајде да подпишеме договорот за пријателство, да пишеш договор за, не знам, заедничко снимање на филм. Да се работи. Ќе речиш да, ајде, ќе снимаме филм, зашто не снимаме филм? Душмани сме, ти викаш дека јас не постам, ќе снимаме филм, па и тоа ќе би некој доказ дека тоа што го тврди се безмислица. Али велам, ти да подпишеш, значи тоа е надвор од умот, во најмала рака. И тоа е фантазмагорија невидена. И сега, според тој договор, значи, да се вратиме на темата, меѓувладината комисија нема право да го менува договорот, да го проширува договорот или било што да става нови рокови и така натака и така натака. Таа има задача само да го надгледува спроведувањето на договорот, да решава одредени проблеми и да работи, да стимулира соработката. Така. Меѓутоа, со вториот протокол, например, главниот дел се однесува на Македонија и Бугарија за околу обврската, ние да го менуваме уставот. Ултиматум невиден, кој не се спомнува договорот. Тоа е апсолутно надвор од мандатот на Османи и таа група, ја би ги рекол, банда што го подпиша тој што беа тамо кога се подпиша тој протокол. Тоа е банда, разбирате. Ти правиш криминал. Ако јас имам мандат да, не знам, да го чувам Вардар, а јас Вардар го загадувам, го преградувам, го уништувам, што значи тоа? Ама сега се смени политика. Само да завршам мислата, значи тие немаат и не само тоа, значи околу уставот. Едно чудо други обврски се додаваат на договорот кој ги нема ни појам нема во договорот за нив. Тоа значи дека тоа е надмашен мандатот, премашен мандатот, дека е направено нешто нелегално, зашто се одговара. Се што е нелегално е криминал. А ова е тежок политички, национален, како сакате, патриотски и така натаму криминал за кој мора да се одговара. Стана доста жешко на темата, почитувани режеве молам. Може ли сам бидејќи ние немаме реклами, знаете, ние сме таква телевизија кој се љубов работиме. Ова го кажам по наводници 50 пати спомнувам. До тие кои навистина ја сакаат вистината за Македонија и Македонија, треба да се подзамислат. Малциот свет буџет да свртат и кон вистинската телевизија. Тука ќе замолам еден джингл и се враќаме веднаш во студиото.
мечот на демократијата. Да, ова не беше случајно. Тоа добра желба, упавот вам порака до сите вас, а не гледате на речиси сите континенти. Еве ми кажат дека и Австралија не, нашите македонци во Австралија гледат телевизија Вистел и гледат моите две емисии, ви благодарам. Значи, почитувани со нас амбасадорот Ристо Никовски, темата е Салама тактика, вториот бугарски протокол и борбата за македонскиот устав. Господинот амбасадор даде добри оценки, но еве ја би потпрашал нешто. Ваша екселенцијо, кој преговарал, кој одлучувал и дали имало вклученост на собранието или јавноста во се тоа? Видите, ако е нешто нелегално, разбирате, кој да е вклучен е нелегално. И сите заедно да го прават е нелегално. Целата процедура која доведе до овој втор протокол е така начениот француски предлог, разбирате, кој е де факто договорен во Софија. Тоа да бидеме јасно. Само бидејќи Франција беше во тој период председавач со Европската со Советот на Европската видите тука често се мешаат, имате Европски совет, тоа е врвот на Европската унија кој го председава Кошта и во кој тоа е самитот, тоа се сите председатели и премиери, тоа е Европскиот совет. Познати новинари, ваши колеги прават грешки што е недозволиво и имате Совет на Европската унија. Тоа се Две различни сосема различни. Советот на Европската унија се де факто сите министерства тука припаѓаат на земјите членки и тоа е Европската комисија де факто проширена со земјите членки. И со Европската, значи со Советот на Европа председаваат тогаш Франција, сега е Данска председаваш, разбирате, значи тие раководат де факто со министерските нивоа на решавање во рамките на Европската унија, доека Европскиот совет е самитот, врвот на председатели и премиери. Значи, тогаш председаваше Франција и секој председавач со Советот на Европската унија сака да нешто направи, така да остави некоја трага. Тоа е по 6 месеци, никој нема голем простор за тоа, али велам, се трудат. Пред Франција беше Германија, после Франција беше Португалија, или пред Франција беше Португалија. Сите се обидува нешто да направат, сите се обидува да не пресечат, разбирате, што повеќе. Меѓутоа Франција го подметна, го наметна со наша согласност. И си го пораша, си го направи. Ама видите, и сега нашите, да не речам што, не аматери, тоа е пофалба за нив, разбирате, тие се предавници во основата, разбирате. Тој француски предлог го подметна во собранието, али не целиот. Тие само направија нека една страница преглед. Првата страница. Една страница дадоа, разбирате. Ги излажаа и самите пратеници. Ама не ги излажаа. Мислите да знаеле? Тие, ама че види, ако јас нешто не знам, не прифаќам. Ама тие така тие сите испадна, да извините на израз, мајмуни испадна. Ти гласаш за нешто што не си видел. Што нешто е тоа. Тоа може само некој што е забеган, што не е нормален, што е неодговорен и така натака. Сите комплименти во наводите му ги ставиш се малце, разбирате. За судбината на државата е во прашање. Не е дали овај ќе има, не знам, на градски парк ќе го изчистиме или ќе го ставиме вака загаден. Ова се суштински, фундаментални интересни работи и ти гласиш. Исто како за името и за нивици. Ти креваш рака да го промениш името на државата, па кој ти дава право? Референдум не може да одлучи да се смени името на државата, како што се направи со ници. Референдум не може, затоа што името на државата не е твое и мое, и на дедоми, на прадедоми, и на таткоми, и на моите внуци и така натака. Значи, никој нема да го право да таква одлука донесе. Нема. Ни овој народ сега што живее. Тоа се работи кои се надвор думот и кои се недискутабилни. И тоа треба така се представи, али меѓутоа, ако имаш луѓе кои знаат што прават. Значи, велам, на тој начин и овие задобијата, мислам, Османи подпиша, Османи не е главниот виновник, он е носителот на вината.
Премиерот стои за тоа, он не може да направи такво нешто без премиерот да знае. Разбирате? И ако се испитува сега ова извонена ова иницијативата на Лилјана Поповска пред Уставниот суд, да се испита дали Османи имал авторизација да го потпише тоа. Разбирате, тоа е постапка. Ако немал, лично одговара, а и владата и премиерот, затоа што го дозволе, тој го прифатиле, разбирате. И ти потпишуваш нешто во име на договорот, а тамо го нема тоа. Правиш еден кардинален прекршок, правиш еден криминал политички со тешки, велам, како во нивици. Што направивме ние? Договараме промена на нашиот устав со трета држава. Па што сме ние? Вика, банана држава, се видов една мала дигресија, вика, за банана држава не значи, вика, дека тамо, вика, оддедуваат и растат банани. Доволно е, вика, шефот на државата да биде мајмун. Разбирате? Сакам да ви кажам, значи, ова точно на тоа личи. Тие немаат мандат за такво нешто и да има одлука на влада. Аз не верувам дека има одлука на влада. Ако има одлука на влада, уште повеќе одговара премиерот. А и ако нема одлука на влада, пак одговара премиерот. Две само дигресии би направи. Прво, еден од авторитетите, јас што го почитувам, го познавате ваш колега, тоа е дипломат Зоран Дабич, кој стана како председател на синдикатот. Да се спротистави, да бара оставка. Тоа мора да се акцентира. Амбасадоре, че се согласите со мене. Во контекст на сето ова би замолил, еве, го спомнавте Кошта, да бидеме малце да направиме еден влез-излез. За време неговата посета неодамна на Софија, ја велам, Боже, која перверзија во раскош. Значи, вели, знаете што, дај да парафразирам, доста Македонија направи оставки, доста навистина жртвуваше. Ајде да им дадеме некоја гаранција. Како е толкувате таа изјава на Кошта? Видите, Кошта има највисока европска функција. Највисока. И тој си ја чува и си ја брани. Што значи таа негова изјава во Софија? Ве молам, сакам ваш коментар, ваша изјава. Што значи? Апсолутно ништо. Прво, тој не ги знае деталите сите од целиот тој комплекс. Истина знае ли тоа му е? Не ги знае сите детали, разбирате. Он знае начелно проблемите Македонија, блокади, вамо, тамо. Меѓутоа, Бугарија вели, таа негова изјава е безпредметна, затоа што Бугарија вели, ние нема да поставиме нови услови. И тоа е точно. Се што Бугарија не сонуваше во своите историски синдроми во однос на Македонија, све е во преговарачката рамка. Сега е моментот. Со еден збор да ја уништиме. Значи, преговарачката рамка, која е направена, знаете што беше тоа? На 27 јули, пресекав 17, на 27 јули беше вториот протокол подпишан, на 27 јули 2022 година. Утредента беше одржана првата првата меѓувладина конференција меѓу Македонија и Европската унија за почеток на преговорите, кој ништо не значи. Бидејќи тамо не се оствари тоа. Тамо беше само фиксирана. Македонија не ја прифати, али се сложи со преговарачката рамка. Значи, преговарачката рамка, пред да се потпише вториот протокол, беше готово. А во неја, вториот протокол е главна улога. Нашиот напредок, мислам, треба си слеп и глув и не знам каков да не разбереш, дека според преговарачката рамка, нашиот напредок према Европската унија ќе зависи единствено од резултатите на историската комисија. Ако не прифатиме Гоце Делчев дека е бугарин, блокада. Тоа е спрема преговарачката рамка, веќе Бугарија нема ништо тука. Разбирате? Бугарија само ќе рече, господа, извините, меѓутоа преговарачката рамка не се спроведува. Она не бара ништо друго. Во секое време може да стави вето, не може, него тоа е преговарачката рамка е.
Тоа е И не само замка, тоа. со избор, замка и јамка. Тоа, слушајте, ама тоа да се разбереме, тоа не е игра и политика ниту на Грција, ниту на Бугарија, тоа се други пошироки интереси. И уште нешто кога зборуваме за тоа околу бугарската улога во сето тоа. Кошта, уште малце за Кошта ме Да. интересираш. Значи, изјавата на Кошта ништо не значи. Тоа покажува се единствено дека целата наша реторика која се употребува, дека бараме гаранции, дека дошла до неговите уши и дека... Баравте, гледајте. Да, он мисли дека во тоа има некоја логика, затоа што све што ни прават ево 30 години, све е срамно, све е понижувачко, све е надвор од умот, разбирате. Меѓутоа, ништо не обврзува. Затоа што Бугарија нема потреба да поставува нови услови. Имате преговарачка рамка, бујрум спроведете ја. Имате обврски за промена на уставот, бујрум спроведете ги. Ние не бараме ништо, вие се прифатиле, разбирате. Зошто бугарите не смеат да влезат во уставот на Македонија? Тоа е и прашање на народот. Јас го елаборирав во мојата колумна и наведов што верувам дека и вие ќе повторите. Видите вака. Пред тоа прашање има друго прашање. Кое? А зошто Бугарија ултимативно инсистира на бугари во уставот? Ако се одговори тоа прашање, другото све е релевантно. Бугарија прво не го признава нашиот последен попис, со кој имаше 3504 бугари во држава, од кои на 400-500 им е бугарскиот мајчин јазик. Значи, другите се тука, кои се македонци, де факто се чувствуваат бугари, нивно право. Никој не им го зема. Дискреционо право нема. Меѓу нив од тие 400-500 што им е бугарскиот јазик мајчин, тоа се мажени и женети бугари и бугарки во Македонија. Значи, тие не се автохтони народ. Мојата кума, например, е бугарка. И таа мајчин јазик е бугарскиот, нормално, нема да биде македонскиот. Така е. Разбирате? Значи, тоа е првото. Второто е дека Бугарија, прво викаше 120.000 дека има бугарски пасоши. 300.000 слуша. Сега преку 200.000. Тоа значи дека ќе имаме исти случај како со како албанците. Не, ќе е многу постаршен случај. Значи албанци Рамковиdo ќе биде Ќе биде играчка. играчка. Ќе биде играчка. Видите, ако се тие 200.000 или преку 200, сите потпишале дека се бугари по род. Дека се чувствуваат. Дека се бугари по По род. род. Не чувствува. Дека таа пишува дека се бугари, дека татко, дедо биде бугари по род. Разбирате? Тоа значи 200.000, а што се тоа? Тоа се главно глави на фамилии. Разбирате? Пута тројца, тоа е 600.000, поише од албанците, разбирате, значи. Веќе скоро и од македонците. Ама нема македонци да има, после тоа, ако има бугари, ако има грци, ако има срби, на времето тврдеа срби дека се 500.000 и се испада 30.000, разбирате, тоа че македонци нема. Значи, тие, и да се разбереме, и во вториот протокол се бара да се внесат во тамо не се спомна преамбулата, да бидеме прецизни, се збора да се внесат во уставот како бугарски народ, не како малцинство. Сега една мала дигресија. Пред 10 на 15 години можеме Бугарија, тамо тоа чувство, односно таа политика, тој синдром на присвојување на македонците, негирање на македонизмот и така натака е 150 години стар. Да. И пред 15 години некој се сети тамо дека, значи, тоа е пред 15 години на оваа, да речам, современа во наводници бугарска држава, не е Тодор Живков и другите тамо пајдаши, разбирате. Покрана иницијатива за бугарско малцинство во Македонија и мислеа со тој преку тоа да не минираат, разбирате. Брзо сватија дека ако има малцинство во такво, значи има македонски народ. Не може да биде тие малцинство овдека ако нема македонски народ, малцинство чива се и се повлекува, разбирате. Затоа се годат на народ и да биде во преамбулата на тако како уставотворен народ. Кога е формирана оваа држава? Кога е формиран уставот? 44-та година. Значи тогаш тие биле не окупатори, не администратори, него конститутивен народ, ја формира држава. А една работа што не се знае. Бугарија заради фашизмот кој беше,
Не беше примена во Обединетите нации 45-та година кога се формира кога Југославија и Македонија кога дел од Југославија беа основачи на Обединетите нации. Бугарија беше примена во Обединетите нации 1959 година, после 15 години. Како фашистичка страна. И не само тоа. Да, тоа не се знае многу. И ја не сум историчар, и копајки вамо ги даја човек да интереси податоци. 59-та година. Се роди Фијас. После 15 година, така, можда во таа честа. И уште нешто, фашистичка Бугарија, да биде така достојна на Хитлер, на Мусолини, им објавено војна и на Велика Британија и на Америка. Да. И јас мислам дека после тоа не е подписано никакво примирие. Тоа станува, ја не верувам дека бугарската држава ги повлекла тие своји декларации, односно објави на војна за двете. Така да, велам, ова, значи, бугарски народ. И, заврши, да приказна, тоа е приказната. Бугарите ќе влезат ли во народ? Како е најдобар начин да не бугаризираат? Преку устав, разбирате. Значи, од една страна го имаш ти во бугарскиот устав, тоа е тројански коњ. Така е сконарев. Класичен тројански коњ со кој Бугарија сака да влезе во нашиот устав, како народ, и да каже сега, каков Охридски договор, сега ќе правиме, не знам, може Дојрански или така. Тоа фали. Третото езеро. Кој е Охридскиот, Преспанскиот и Третото езеро. После ќе има и Јабланичко езеро. Ќе има, понека, ако продолжиме вака, ќе ни плачат мајката од сите страни. Значи, ние де факто ќе прифатиме дека се што бара албанците и што постигна надвор од сите меѓународни стандарди, ова ќе биде два пати повеќе. И уште не се задоволни. И уште се задоволни. Овие уште повеќе ќе барат, разбирате. Се, од учебници во нивни стил. Од учебници до партиципација, до све, разбирате. И да се разбереме, тие финансираат. Само одете видиш опрат во Мала Преспа. Во Мала Преспа. Огромни пари фрлаат, слушате, во една Мала Преспа, али тоа е символот. Ако нема македонци во Грција, од кои се откажавме, ако нема македонци во Бугарија, од кои се откажавме, и ако нема македонци во Албанија, значи не може да има македонци овде. Македонците во Србија не ги почитуваме, господин Николски. Еве, јас работам со нашите македонци во Србија, еве, јавно кажувам, тие не се задоволни од третманот. Македонија нема своја политика ниту према македонското малцинство во сите земји, ниту преку диаспората. Напротив, сегашнава влада прави катастрофална грешка во Мала Преспа и во Македонија тамо, не ја признава тамошната структура на македонците, игра на еден поранешен градоначалник, кој живее во речем 15 години, преку него финансираат проекти, тој тамо прави некакој летен фестивал и така натака, што е срамота. Јас ќе му напишам писмо на премиерот, и ќе му кажам политиката која ја водите... Едмон Темелко, да мислите? Да. Едмон Темелко. Политиката која ја водите према македонците во Бугарија, во Албанија е катастрофална и води према бришење на македонците и нивна бугаризација. Јас бидејќи 4 години работев во Тирана. Јас 4 години работев во Тирана и ги знам луѓето, и мене ми се јавуваат луѓе, обични луѓе тамо. Вика, Ристо пред недела дена ми се јавува еден од Поградец, вика, абе Ристо, знаеш што ми рече вториот заменикот градоначалник на Пустец, работи отворно за бугарите. И вика, знаеш што ми рече, вика, солзе ми дојде, рече. Знаеш што ми рече, вика, овие вашите баталија, рече. Меѓутоа таму тоа е страшно. Стериовски е доста единствен кој е тамо моментално лидер, единствен кој ја води борбата против бугаризација и све е Македонската партија за европска интеграција, која е начело со Васил Стериовски. И околу него има еден круг, има една база, една мрежа која функционира. А ова се дали ајде да не одиме на таа тема. Да не одиме на таа тема, да се вратиме на главно така. Но еве да збориме во тој контекст што ние цело време го збориме за бугарскиот диктат, односно за вториот протокол. Тоа е веќе процедура, дадено е тоа барање за уставноста и законитоста. Јас сум сигурен дека председателот на Уставниот суд покажа дека е... Јас и во колумната не го спомнувам Уставниот суд или такво. Не. Да не кажа дека се врши притисок. Не вршиме притисок. Тие се многу чувствителни на тоа, али велам, да кажеме сепак, ако
не одлучат по закон, по устав, по принципи, ќе се посрамотат вековно и ќе имаат историска заслуга за уништување на македонизмот. Ова прекрасна колумна е историски документ. Вие се кажувате дека се е тука повредено, правните регулативи, норми, се тона. Да не биде објавено, прво ратификувано собрание, второ да не биде ставен во службениот вестник на Македонија. Значи, ова е шверско умец. Затоа реков, тоа е шверско умец, дипломатија со салама тактика. Значи, Уставниот суд врз основа на овие факти, основни, базични, мора да го Дај Боже. И ова, дај Боже. дали Европската унија, визави која ќе имаме неуставен документ, незаконит документ, да го игнорира и да си го тера по своето. Каква тогаш е Европска унија? Не интересира ништо. Реалполитиката ја интересира? Не. Ние сме подпишале и прифатиле. Значи, ние сме се согласиле со преговарачката рамка, не сме ја прифатили, уште треба да биде на втората конференција, од кој ќе осмениме уставот. Дај Боже никогаш, и ако осмениме уставот, Македонија ќе прифати капитулација. Уставот со внесување на бугарите не смее да се направи, ниту да бидеме окупирани од бугарите. Разбирате? Значи, не во дадениве услови, него да бидеме под окупација, не смееме тоа да го направиме. Да. Тоа е надвор од умот. Да. Со оглед дека не сум протежен, не сум некој пиар на владата, меѓутоа, кога ќе огледам, начинот на однесувањето на политичките, кој ќе речат елити ми доаѓа, верувајте, не можам да го сватам тој збор, луѓе кои, според народот, кои нарекува криминалци, предавници, кои наместо да стрепа за својата слобода, што е факт, дека тоа е велепредавство, најголемо кривично дело, кој никој не застарува. И тие натаму врекаат, пекаат. И конечно, би можели тука, амбасадор сте, сепак сте дипломат, повторно тоа големо уво, мало, средно уво, шпионажа, да се преслушува, да се следи премиер, предходно прв човек на опозицијата, со семејството и да биде најтрагикомично, се извинам, поранешен министр за внатрешни работи, Оливер Спасовски, кој истиот тој му се спротистави на Ковачевски, да не прифаќа бугарски клубови, ни во Битола, ни во Охрид. И евете го семејството Ременски, веднаш го ставиле на слушање. Видите, прво, тие бугарски клубови во Битола, кај што дојде цела Тајфа. Петков, како се каже тој. Значи, Јотова, Петков и да не ги брат. Прва лига екипа дојде, таму беше и Бујар Османи. Значи, он официјално И Ковачевски бил. Не бил. Он ги дочекал, он бил тука при рака. Ама не се појавил. Тоа беше невидена провокација, која ние пак од неприфатливи причини и такво, да не се замериме, нели така, а тие не ударат со чекан по глава, ние се однесуваме крајно неодговорно, разбирате. Значи, Бугарија е де факто цело време со една агресија врз Македонија, разбирате, а ние се поднесуваме како ништо не се случува, разбирате. И онако, веќе зборуваме за бугарските политики, знаете, целата ситуација која стои меѓу Македонија и Бугарија, може да ја решиме само ние. Европската унија, зашто би се мешала? Тоа не е нејзина работа. Таа имаше потреба да ја надмине блокадата и ја реши на еден катастрофален за нас начин, со наша согласност. Значи, ако сакаме, ако имате договор со некого, или ќе го исполните, или ќе го поништите, или ќе се повлече до договорот. Нема трето, разбирате? Да. Исто како што е овој вториот протокол. Значи, или, не можете вие да терате политика ем да биде нелегално, ем да го толерирате. Не може. Значи, вие сте криминалец. И сегашната власт мора да реагира на ова, веќе не може да толерира работи кои се, како што прави, се обидува факти, се обидува да расчисти едно. Кај да фатат, секаде е катастрофа, разбирате. Секаде. Кај што чувме од онкологија, до каде не, разбирате. Се е катастрофа.
Така да мора да се решистуваат тие работи ако сака да име напред. Ако не ќе продолжиме да пропаѓаме продолу, разбирате. И ова, значи, кога реков дека мора да се решат да ги решиме ние сами проблемите со Бугарија, нема Европската унија, нема Америка, никој нема се меша, напротив, интересите нивни се заедно со бугарските, разбирате. Така да тоа е факт и со тоа мораме да сметаме. Нашите чекори треба да бидат прво откажување на вториот протокол. Тоа е клучно, бидејќи тоа е сега главниот преговор и со него паѓа автоматски и ултиматумот за промена на уставот и пропаѓа и преговарачката рамка. Чекај, само да ја завршам мислата. Значи, сами треба да го решистиме тоа. Кој ќе го трнеме вториот протокол, ќе има врева вамо тамо, протокол. Записник ми е, тоа договор. И ако и договорите никој не ги почитува. Но зашто тоа страфтерно да јаме? Значи, ама велам, тоа треба политичка волја и треба политичка одлучност и политичка снага. 70% од граѓаните се против несвањето на бугарите во уставот. Зошто овој став игнориран? Ете, Ама бројката народот е тој што одлучува. Ама тоа не е спорно. Народ наш е бистер. Значи, прво треба да се откаже вториот протокол. Кој ќе се откаже, тој ќе се крене малце рева, ќе се симнат сите работи ќе се лигнат сите работи. Одма треба се оди или на промена на договорот, што е според член 13 е возможна, или на откажување на договорот. Треба да се каже на бугарите, овој договор не отсликува реалната состојба меѓу двете земји, мора да се И не е добрососедски, не, тоа е непријателски, не е така. Значи, треба да се менува. Сакате да го менуваме или сакате да го откажеме и да почнеме евентуално одново или да го ставиме така. Разбирате? Затоа што, видите, и одма се крене постапка околу македонците во Бугарија. Знаете, чим или паралелно со судските пресуди од Судот човекови права. Една пресуда да прифатат. Значи македонци прифаќаат во Бугарија. Тоа е нивниот мака. Тие плаќаат оштри таму, ама кои се ситни меѓу нас кажано. Една пресуда да прифатат, значи македонци ги прифаќаат и решен е проблемот. Тие не прифаќаат македонци, затоа македонците во Бугарија им се символ нивни. Ако ги прифатат македонци во Бугарија, значи македонци, има македонци. А тие тврдат дека нема. Разбирате? Така тоа е еден мал магепсан круп од кој ние треба да излеземе преку македонците во Бугарија, затоа што овој договор е апсолутно едносмерен, апсолутно нереципрочен, а во дипломатијата нема реципрочни работи. Све е на реципрочна основа. Исто тоа важи и за Грција. Значи се ревидира договорот и Македонија почнува, значи паѓа преговарачката рамка. Со ова преговарачка рамка Македонија нема никош да влезе во Европската унија. Никош, ви тврдам. Најодговорно. И не само тоа. И велам бугарите да речат, ајде преговарајте. Ајде, нема ништо друго да бараме. И што мислите вие? За 6 месеци да ги завршиме преговорите и да подпишеме тој протокол и договор за членство. Чи измисла друго нешто? Не. Тој оди на ратификација кај сите членки на Европската унија. И што мислите вие? Бугарското собрание ќе ратификува членство на Македонија каде стои македонци, македонски јази, македонска историја? Никогаш нема. Значи, ние сме во еден магепсан круг. Или ќе решистиме со Бугарија, или членство во Унијата нема. И меѓу време да се разбереме. Тоа формулата значи да ги внесеме бугарите со одложено дејство е само формула за ставање на проблемот на маса. Ништо не решавате. Ако ги ставиме ние бугарите во уставот, ние сме подпишале смртна пресуда. Па ќе бидеш членка на Европска унија и тие ќе си барат да имаат да бидат инкорпорирани. И не забраваме, во меѓувреме ќе има притисок невиден од албанците. Видите, овој како се вика лидерот на ДУИ, Али Ахмети. Али Ахмети му напишал писмо, имам тука и текст, на Кодзијас, кога го подпиша катастрофалниот, понижувачки, педавнички, уништувачки договор во нивица го пиша: драг пријатели, успеавме. Што успеавте? Да ги уништите македонците. Али Ахмети му пишува писмо до Кодзијас. До Кодзијас. Ја се ќе ви цитирам, разбирате. Ве молам, ова ми е предизвик да ве слушнам. Тоа е
невидена тука е, разбирате, писмото на Али Ахмети. Еве го вика. Ахмети му пишал писмо на Кодзијас. Успеавме, пријателе. Тоа го објави Макфакс на 26.1.2019 година. Поздрав, драг Никос. Конечно дојде денот кога заедно можеме да му се радуваме на еден толку голем заеднички успех. Што е тоа, бришење на македонци? Голема Албанија. Па, и помагаат на албанците да си ја завршат својата визија. Тие си имаат своја национална кауза, тука се единствени сите, мора да се симне глава, знае капа, знаат што сака, знаат како прават, за разлика од нашите политичари, кои се апсолутни аматери, кои немаат никаква стратегија за ништо. И ден денеска, за жал, новата власт треба подхитно да почне да прави стратегии. Дека она што прави према и ги меша очигледно малцинствата со диаспората. Во Албанија се обидувале да прават задгранични комитети. Тоа се прават можеби кај диаспората, не во малцинството. Малцинството мора да соработува со сите власти. Не може партиција се одредува да се поведува малцинството. А што ќе другата партија на власт, што ќе прави малцинството? Ќе се откаже, ќе се избрише? Малцинството соработува со државата. А кај диаспората оди, прави задгранични комитети, Ама што треба сака. македонците во светот, ти него сакам јато избор диаспора, тоа се македонци во светот. Тоа добро диаспора, така се вика во цел свет, така се Со тоа користи. што тие па тоа него сакаат, и ја знам дека што е маката, дека отида од економски, а потвојче и од политички причини замина во светот. Тие се составен дел, амбасадор, ќе се согласите со мене, на државата и кои дават вистински крвоток. Македонците во Не е светот. спорно. Тоа е најклучниот ние дел од го вртиме македонскиот грбот. народ. Клучниот дел. Знаете, главни носители на животот, сите цркви во диаспората, знаете кој ги изведи? Нашите од егејскиот дел. Разбирате, тие се поголеми патриоти, поголеми македонци од сите нас, затоа што биле нивната трагедија, нивната судбина е нешто што нема слично во светот, разбирате. Такво нешто, разбирате. Нема доживено ниеден народ во светот. Тоа е трагедија невидена. Тоа е Екзодус геноцид, невиден. тоа е класичен Геноцид. геноцид. Тоа е класичен геноцид. Ја го употребувам вашиот збор, го кажувате во секој случај. Имам од другата страна, не можам геноцид да го употребам, но што е, ако не е геноцид, со еден прст ќе направиш делит. Еве, драг Кодзијас. Јас го побарав Кодзијас, да ви кажам искрено, знаете дека со Ѓорџ Папандреј имав околу 10 интервјуа и важам за еден од единствените новинари кој имаше најмногу интервјуа со грчките политичари. И се консултирал со ова тајфа, да речем, од Заеви и ред други работи. Верували не? Тоа не е тајфа, тоа е банда. Ајде, добро, добро, имате право вие што сакате, како сакате да ги наречете. Нема, јас немам таму, мене ми е жал да морам тој збор да го користам. Меѓутоа, Ама нема ништо што објаснува. Знаете што ми напиша, го имам во кореспонденција, господин Тович, сум слушнал, убави работи за вас, голем патриот сте, но не ми смирувате, во моментов, со еден збор ми е забрането да воспоставам контекст за новинарски комуникации со вас. Кодзијас, а? Еве, јас го имам. Кодзијас, Јас наредната емисија можам да го пуштам тоа на слайд, на скрин, на екран. Имам големо искуство со дипломатите, верувајте ми. Но некако дипломатски ми одбегнавте за едно прашање, а сакам, бидејќи сте еден поискусните дипломати во Македонија, околу таа шпионажа. Сакам да го слушам и вашиот глас. Дали држава се гради со шпионажа, со кодорство, со медиокритетство, се еден збор? Во кој смисло? Еве, загледувам со прислушувањето. Прислушувањето е една злоупотреба на системот, на све. Велам, и тоа стана од една навика, веќе, кој четврти пат се доживуваме. И да нема решенија. Исти, ама тоа покажува дека нема политичари. Знаете, Дали тоа ваеризам, тоа е нека болест некоја? Денеска светот е во една тешка криза, знаете зашто? Што нема лидери. А Македонија, можеме да кажеме дека во овие 35 колку години после распадот на Југославија, освен Глигоров кој е од еден исклучок, немала лидер. Немала лидер. Немала никој што ќе седнел и ќе тропнел на маса и ќе каже, вака ќе биде, разбирате.
Јас знам вашата поставеност, нема да ми замерите. Јас имам друг став према председател, но вечерва нема да разговараме. Јас Не. додека секој ќе ја поканам, и јас ќе бидам со резерва, нема да се спротивставам. Ја вчера Не, и тоа е ваше право, Да, разбирате. тоа го кажав и не може никој да ме побие. Видите, и со изјавата тој 900 не бил без грешки, разбирате. Аз ќе ви кажам една работа, во која и јас имам своја вина. Денеска, кога гледаме наназад, знаете, после војната сите се генерали, кога гледаме наназад, клучен момент со кој ни е зададен, ако не смртен, полусмртен удар, тоа е референцата во Обединените нации. Се чекай да ви кажам, и јас во тој период не одлучував, не бев главен, али еве си признавам, јас поддржував да влеземе во Обединените нации со референцата, која стана погубниот де факто корен на ова све што ни се случува денеска и од кое излегуваат сите последици. Меѓутоа, велам, јас, еве, не решавав, али тоа го поддржував. Ќе ви кажам зашто. Македонија, сите политичари, од Клинтон до Мејджор до Митеран, сите рекоа, или ќе влезете со референцата, или нема ништо. Тоа е демократската партија сега ви или кажам. срцето на длабоката држава. Не, ама сите има исто мислење. Ме еве го Џорџ Буш, сега не зборам ја на вересија, простете на вокабуларот. Значи со мене беше во студио, ја тоа го кажав. Не е коректно да бидам не конзистентен на мојот став и моето артикулирање. Господот Васил Турпурковски ми гостуваше 2010 на македонска телевизија. И господин Тупурковски јавно го кажа тоа. Што кажа? Значи, кажал во 1994-та пред да господин Џорџ Буш заедно со Джеймс Бейкер беа во валната соба, а тој во другата соба со Самуел Бергер и Циле, Васил Тупурковски. Подготви извршна наредба за признавање. Тоа не е точно, лажете. Тој е лажго, тој човек е лажго. Тоа не е точно. Што тако квалификат на човекот на Тој човекот е лажго. Еве кажувам такво. Што не излажал тој човек? Има неколку души кај нас кои се лажговци. Тоа е лажго, тоа не е точно. Тој рече дека, тој има изјава негова дека пратиле факс. Да, факс кажа. Со reject, со одбивање. И што и нашите не прифатиле, тоа треба си ненаивен, треба си забеган да такво е. Еве, Тодор Петров беше кај што седите вие, како пратеник во првиот парламентарен состав, околу апликацијата, амбасадоре, за нашето зачленување во Обединените нации по континент, по дефолт, како што спомнавте на почеток. Видите, ќе прекинам. Ајде. Сега објави Денко Малевски. Во јуни или јули. Му верувате толку на Денко што рекол, Не. мртов надвор од Југославија? Чекајте, спомени од годините објавува во Фокус редовно. Добро. И он пишува, и тоа не може да лаже. Разбирате? Вика, дека беше, рачунајте дека на 20 јануари 1991 година дојде Клинтон. 92. 91 ние сме... Не, 91. Дојде Клинтон. 93-та. Пардон, 93-та. Значи, дојде Клинтон, новата администрација. Тој и Глигоров во ноември 92 година, Џорџ Буш постариот, биле во Белата куќа. После Клинтон никого не примаше од нашите. И тоа што јас има покрената, државен секретар, покренав иницијатива за да го ангажираме Димче Беловски и така натака. После тоа сме пропаднали, тоа не е важно сега. Денко пишува и тоа не може да биде неточно. Вика, разговаравме во Белата куќа, вика, со Брент Скоккрофт. Тој е генерал. Тој е генерал, мислам. Генерал, јас се сретнав со него во Вашингтон. Тој е советник за национална безбедност на Џорџ Буш. И пријател на Кисинџер и на Лорен Сиглбергер. Тој човек е во Америка, осим Джеймс Бейкер, кој беше државен секретар,
сите други државни советници за национална безбедност, што беше и Кисинџер кај Никсон, беа главни. Председател партија. И овдека беше, Скокров беше главен. Скокров ти ме рекол, вика, Скокров дига го сврти темата, вика, на името. Денко пишува, и тоа не може да лаже. И рече, имињата многу држави ги промениле. И Денко вели, јас интервенирав и му реков, да, многу држави ги промениле, ама своеволно и на своја иницијатива. Без присила. Без присила. А тој рекол, значи, тој, вика, им рекол, кога е во прашање опстанокот на државата, името се менува. И таа е американската политика, која важи до денеска. Еве се две работи. Го спомнавте генерал Крацков, јас од него се сретнав 2000-та во UPI, кога ги следе вторите председателски избори, помеѓу Џорџ Буш помладиот и Ал Гор. И тој мене ме почасти со тоа што ми рече, ве молам, благодарам што бевте на пресконференција, а вие, господине, од Македонија, токму од Македонија останете. И тој ми каже вака... Кој, Скокров? Да, верувајте ми, јас имам информација. Значи, јас сум известувал, пишував... Која година е тоа? Тоа е 2000-та година. Добро. Значи, јас се повикав на мојата врска пријателска со Лоренс Иглбергер, а и Лоренс Иглбергер го извести дека сум во Вашингтон и затоа ме прифатил. И му кажав дека сум правил интервјуа со Ричард Холбрук и сето, и вика вака, господине Томич, ние се можеме да го прифатите. Вашата држава, Македонија, со овие зборови, не вашата, тук Македонија, ние е многу битна држава. Од јас рекол, доста не тапшате по раме, како што сум го кажал тој на Колин Пауел тука, и на 2001-та, во Александар Палас, и 2003-та во НАТО. И вика, ние ве имаме као стратешки партнер и као геостратешка позиција, Македонија ни е од голема важност. Тоа беа зборовите која ве сосета моја одговорност, јас со ти таму не дозволува да ги снимаме, тоа беше еден Добро сега. брифинг. И што мислите? Тоа има некој значење? Па има значење, бидејќи ние нема никакво значење. Немаме ние, Нема никакво значење. па ние не видите да ви кажам, ако сме стратешки партнер со една држава моćна, Кој ти вика дека сме? па еве да ви кажам, Ние знате сме што? нивни, тие не се наши. Па добро, знаете зашто ви кажам, ние кому припаѓаме? Сами ако сме, ние ќе се изгубиме у просторот и у времето, едноставно. Еве младиот, затоа сакам ќе финисирам, бидејќи уште 3 минути еме. Реков не сум апологет на Мицкоски, меѓутоа ако ќе гледам што имаме на политичката сцена како понуда, визави се оние други булументи како ги нарекувате, и јас се придружам, антимакедонци, а тука се нашите деца, вашите деца, синови, и треба да помислиме за еднината. Дали треба да му бидеме една поддршка, вие датовте порака, јас повеќе пати, да е час поскоро, мора да зајакне дипломатијата, што е крвотокот на Македонија, економијата, финансиите, одбраната, сетона. Дали треба час поскоро да има една интеграција и обединување. Не у типот на Венко Филипче со неговите црвени, жолти траки и сетона. Еве, као амбасадор, вашите се 2,5 минути, ве молам вашата порака. Видите, основното е обединување. Макар за минимумот основни заеднички интереси. Така? Најстарата политичка доктрина била подели и владеј. Така. На Македонија и на македонскиот народ тој се случува последните 150 години. Секојаш не делеле, најнамерно, најплански, сега исто тоа продолжува. И знаете, опозицијата со тие нови црвени линии што го зборува и све што, сите нивни изјави, велам, се, да не речем недолични. Лакрдија. Недолични се, после све што направија, после све што уништија, се недолични. Тие се додека велат дека треба да го смениме уставот, дека све треба да ја виткаме вратот и рбетот, разбирате, тие немаат лиценца да зборуваат за било какво единство. Меѓутоа, улога на власта е цело време, секој дневно да игра на карта на единство, да предлага начини, можности, велам, милиметар по милиметар се приближуваат основните македонски партии во градење на заедничка стратегија.
Во Словенија, веднаш после распадот на Југославија, на таен состанок, ако знам од лични извори, главните лидери политички седна и се договорија. Ништо што е стратешки интерес за Словенија не може да биде надвор и тема на дискусија. Се друго, пушка, ќе пукаме, те топови све. Клучните интереси, фундаменталните интереси на Словенија не сме да се доведат до прашање. А ние и ден денес ги доведуваме прашање. Благодарам многу што бевте мој соговорник. Ни беше задоволни. И не чести. Ни беше задоволни. Почитувани, еве го закружуваме вечерашното издание на магазинот со Томич. Задоволство беше што амбасадорот Ристо Николски еве и мене беше во една ексклузивна можност даде на добри информации кои за прв пат, ја мислам, мене ми е задоволство да ги слушам. Нема речам некој нешто непознаница, али да, беше непознаница за мене, меѓутоа и предизвик да го слушаме сите заедно, што и до вас допира. Еве слушнавте од мене доста ексклузиви. Бите живи и здрави, ви посакам добар викенд и се гледаме во вторник. Морам да ви известам дека идната недела ќе бидам слободен. Се гледаме наредната недела со интересни содржини. Сега би ја поздравил екипата да можеме со дневната шпица да се одјавиме до ова вечер, знаени, за многу години. Пријат вечер. Клучот на демократијата.